Соочени со помалиот интерес за електричните возила и Тесла ги менува своите планови. Ова всушност и не е некој изненадување, бидејќи тие секако беа преамбициозни да се достигне продажба од 20 милиони возила годишно до крајот на деценијата. Основа на желбите на Илон Маск беше зголемувањето на производство за 50% секоја година. Лани Тесла испорача 1,8 милиони возила, односно 38% повеќе во однос на 2022, што и не е така лошо, но годинава започна добро. Најпродаваниот автомобил во Европа, модел Y, не успеа да се пробие ниту до првите 20 најпродавени, а вкупните испораки на марката во првиот квартал се намалија за повеќе од 20% во споредба на последното тромесечие од минатата година. Затоа Илон Маск ја менува стратегијата и сега инсистира на забрзано лансирање на пристапниот модел со цена од $25,000. Првобитно тој беше најавен за идната 2025, но сега треба да го очекуваме до крајот на годинава. Техничките детали за него се непознати.